Со смеа министерот Спасовски ги коментира тврдењата на албанскиот медиум Ora News дека имаат аудио снимки за вмешаност на високи политичари и функционери во МВР во шверц на дрога. Предупредувањата се сериозни, но Спасовски опуштен. Вели ако имале таков материјал, нека помогнеле во истрагата. Се што има, треба да се објави, да се достави, да направат се за да помогнат во истрагата и воопшто не ми е гајле дали се високи или ниски функционери. Треба да одговараат ако правиле криминал. Дали конкретно има и истрага за наводите на албанскиот медиум, Спасовски не сподели ништо по-конкретно. Министерот за внатрешни работи не гледа одговорност кај себе и за големите количини заплената дрога од фабриките за марихуана во Македонија минатата година. Вели за надзорот таму биле надлежни Министерството за здравство и Агенцијата за лекови и медицински средства, кои морале да ги зголемат човечките капацитети. Ја би рекол има дел што се од фабриките, за поголеми дел станува збор за меѓународен транспорт, кој што се одвил од Албанија преко Република Северна Македонија и за некои од другите држави, Турција и така натаму. Меѓутоа тоа воопшто не е важно. Важно е токму тоа што вие го поставувате како прашање, тоа е суштината. Надзорот мора да се зајакне и не смее да има ниту најмала количина што може да биде злоупотребена токму од овие правни лица. Инаку Ora News пред 3 дена објави дека медиумот поседува аудио снимки кои се доказ дека функционери од највисоките ешалони на власта, како и припадници на Министерството за внатрешни работи, се вмешани во шверц со дрога и наркотици. Разговорите се уште не се објавени, но лицето кое ги поседувало аудио снимките за Ora News истакнало дека првично го информирал лицето Трајче Заев, човек кој има исто име со братучедот на поранишниот премиер и председател на СДСМ Зоран Заев. Откако тој ја слушнал снимката, наводно му одговорил со кодирана порака. Мислам дека би била многу позната книга кога би била објавена. Според мене оваа книга треба да има што помала публика, но секако дека зависи од вас. Ајде да договориме уште една средба следната недела. Името Трајче Заев пред нешто повеќе од една година беше поврзувано и со акцијата на американската ДЕА, кој во соработка со македонската полиција на Плетвар запленија дрога вредна 800.000 евра. Во неа беше уапсен Александар Ушилковски, кој работел и како возач кај семејството Заеви.